Вторник, 7 март 1933 година. Денот наполно сличен на минатите одмина. Мислата што секогаш посветло се одделува, а посебно овие дни во мојава глава е македонското прашање. Он е изучавал луѓето и после тоа, кога почнува да ствара партија, он од оваа агитација е одбрал доста свет. По 45 година и 46 година баба Наца праќа молба до Бацко, сакам да присуствувам на суđењето. Годините минуваат, но не испомените за народниот херој Страшо Пинџур, 60 години од неговото зверско убиство во Скопскиот затвор од бугарските фашисти. Ова е приказ на како едно сираче може да се здобие со сила и способност да се бори за слободата на својот народ, за подобар и почовечен живот. Приказна за тоа како растеше и се калеше еден револуционер, интелектуалец, идеолог и мислител, кој имаше моќ на 17 години во дневникот што го пишува да ја предвиди својата рана смрт и незнајниот гроб, онака како што и ќе се случи само 10 години подоцна. Во историјата на поотделни народи, некои личности оставили неизбришливи траги. Можеме слободно да кажеме дека во историјата на македонскиот народ, таква личност која што оставила неизбришливи траги, представува народниот херој и револуционер од пишијата Страшо Пинџур. Страшо Пинџур е неизбришлива личност во сеќавањето на луѓето од Квишијата. Тој за цело време, додека живееше во својот краток живот од неполни 28 години, за време на народно-ослободителната борба, беше во најтесното партиско раководство и како таков го загуби својот млад живот. Страшо Пинџур е роден на 5 март 1915 година во Струмица, каде што неговиот татко беше на учителска должност. Потекнува од револуционерно семејство Пинџурови од селото Вач. Неговата баба Наста и неговиот татко Димитар беа активни учесници во Илинденското востание, така да сите тие традиции ги наследи и младиот Страшо и целиот свој живот го исполни со револуционерна дејност. Нашата фамилија и неговата фамилија сме и роднини, така да често сум бил во нивната куќа, куќата на баба Наца Пинџурова, и од тука доста детали од оној негов живот како ученик, па потоа како студент ми се познати. Прво што се однесува до фамилијата Пинџуровци, тие се уште од време определени за ослободителната борба на македонскиот народ. Татко му Диме Пинџуров, кој е инаку со други ваташани, Ташо Ангелков, Тане Еленов и мнозина други, биле заколнати од Гоце Делчев како членови на организацијата на Гоце Делчев во свое време пред Илинденското востание. Таа ослободителна определеност на фамилијата се зачува и после погибијата на татко му 1915 година, кога он остана како сираче на неколку месеци и е чуван, одгледуван од баба Наца Арсовица, како викавме, мажот и Арсо го вика, стариот и Пинџурова. Страшо многу млад, мало останува без својот татко хранител. Имено Димитар Пинџуров загина во Првата светска војна во близината на Криволак
во 1915 година, така да после премажувањето на неговата мајка, тој останал со неговата баба да живее и многу ја сакал, бидејќи многу направила за него. Останувачи сам со неговата баба, без својот родител, страшно ја почувствувал сета мизерија и беда во својот живот. Но и покрај тоа, тој не се исплашил. Станал многу снаодлив, храбар, пркосен, а во повозрастните години се борил против клеветите и лицемерите и другите што е мани што ги имало во општеството. Сите овие карактерни особини Страшо Пинџур ги наследува од неговата баба и во средината каде што живеел. Многу пати ја прашувал својата баба зошто сме сиромаси, како може да се искорени сиромаштијата, зошто Македонија е проколната земја и дали ќе биде тоа за векови. Но ни баба му, па ни во школските книги такво нешто не можел тој да најде, бидејќи не можел да најде, а го нашол подосна кога веќе почна да чита револуционерна литература. Основното образование Страшо го завршува во Ваташа, 4 оделенија од 1922 до 1926 година, а потоа заминува во Кавадаци, каде што запишал во тамошната гимназија и се школа од 1926 до 1929 година. Тоа е една преломна година после 6 јануарска диктатура, кога големосрпската буржуазија ги укина гимназиите во Македонија, скоро сите гимназии, освен во Скопје, Битола и Тетово, и дечињата од Македонија беа приморани да се школуваат надвор од Македонија, каде што беа отворени специјални интернати во Србија и сите таму заминуваа на школување. Така и младиот Страшо како државен питомец, после граѓанската школа која што завршува 1929-30 година, оди прво во Горни Милановец, потоа во Неготин крајна, а во 1932 година се отвара еден интернат за повозрастните ученици од Македонија во Крагуевац и таму го завршува своето средно образование, завршувајќи и матура со маторски испит. Сега, додека бил во Крагуевац, Страшо веќе станал револуционер, бидејќи Крагуевац како град на пролетаријатот многу придонел да и тој учествува голем број на манифестации и демонстрации на работничката класа. Но секако најважно нешто што Страшо го направил во Крагуевац бил неговиот дневник, кој што го пишува од 1 јануари до 20 ноември 1933 година. Недела 1 јануари 1933 година. Иако длабоко сме навлезени во зимата, денот беше толку убав што целото попладне го посветив на шетање, за да ја растерам длабоката меланхолија што овие денови заседнала во мене. Затоа што не можев да соберам средства за светлите празници да ги минам покрај мојата баба, мајка, во кругот на своето семејство и познајници, во мојата земја на мечтите. Недела 15 јануари 1933 година. Предпладнето го минав главно на седница на едно наше здружение, а попладнето, во кое разговарав со другарите за политичките работи, може да заземе место на еден капитален настан. Се зборуваше за немањето права кај македонците. Понеделник, 23 јануари 1933 година. Но ниту стравотното сениште на смрт, ниту што и да било друго, не ке ме спречи да работам на остварувањето на моите идеали. И кога ќе умрам, на гробот требата ќе биде побојна и ќе го шири мирисот на цвеќињата, а тоа се ќе биде под напливот на идеалите што ќе ги однесам во гроб. Вторник, 7 март 1933 година. Денот наполно сличен на минатите одмина. Мислата што секогаш посветло се одделува, а посебно овие дни во мојава глава е македонското прашање. Да, прво сепак морам да мислам на нацијата, која мислам да ја земам како база за градење на моите универзални идеали. Понеделник, 27 март 1933. Напонот на политичката ситуација врши притисок и на нашите млади срцата, затоа многу расправаме за прашањето на можната војна. Сабота, 6 мај 1933 година. Во паркот малку чита весници, а тагата што ме обземаше цел ден дојде до израз. Бев толку нерасположен, та другарите често ме прашуваа зошто сум тажен. При тоа јас им велев дека сум тажен затоа што сакам да сум во мојот роден крај. И навистина тоа беше една од причините, а другата беше поради сето што се работи во светот
и желбата Македонија да биде слободна. Петок, 27. октомври 1933. Времето до ручек го минав во читање, попладне спиење, а потоа започнав со пишувањето на статијата која беше како одговор на она за психичките особености на јужностребијанците, подобро речено македонците. Во пишувањето сум така строг, зошто авторот на кој му пишувам ми ја навредува националноста. Еден големосрпски човек од Ниш по име Правуловиќ во весникот Вардар пишува за македонците дека се скаперници, пометни, глупави и така натаму, со многу увредливи зборови. Он не ги вика македонци, него јужносрбијанци. Другарот Страшо, како ученик трета година, му одговара и тоа е излезено некаде во ноември 1933 година. Кога гледа одговорот, Пинџур запишува од дневникот: ја триумфирав jer го бранев мојот народ, тој ги напаѓаше македонците. Во дневникот пројавува една фаталистичка мисла, во која што Страшо на многу места во дневникот кажува дека мал ќе умре и гробот нема да му се знае. Навистина до денеска ние не знаеме каде се наоѓа гробот на народниот херој Страшо Пинџур. По завршувањето на гимназијата во Крагуевац во 1935 година тој заминува во Белград и се запишува на правниот факултет. Веднаш е забележан од напредните студенти и е вклучен во напредното студентско движење. Имен тој станал член на акциониот одбор на стручните студентски здруженија. Страшо Пинџур се здружил со голем број на напредни македонски студенти и 1936 година е иницијатор за формирање на едно друштво на напредните македонски студенти кој што се вика Вардар. Како иницијатор на тоа друштво, Страшо Пинџур станал секретар на друштвото, а председател бил Димче Левков, додека Асен Тодоров бил подпредседател на друштвото. Ова друштво веднаш развива голема активност во Белград, но не само во Белград, но и во Македонија. Се организирале културно-уметнички програми, така да ни сите градови каде што членовите на ова друштво имала една раздвижност. Страшно со својата активност во целина на университетот се здоби со огромни симпатии на нашите студенти, така да не може да се замислени сеќавање, састанци, некои посериозни акции, а да не е страшно присутен. И ние постарите, даже колеги, се однесуваме према него со, така да кажам, респект. И сега, знаете, за таа негова активност многу се говорува. И има во литературата, има на симпозиумите, така. Меѓутоа има една димензија, неговата таа човечка особина, неговата оно карактерот него што беше многу изражена, една хумана црта, една љубов према на своите колеги, другари. Тоа е многу уште малку дадено во нашата, така да кажам, литература, наше сеќавање. Па сакам да споменам само дека ние имахме многу организации кои се грижеа за студентите во случај на болест, да се приберат до студентските мензии. Немат студенти кои нема никакви средства за издржавање. И тоа беше све организирано преко движењето студентско. Страшно наоѓаше време да на секого од овие студенти да му приде, да го види ситуацијата и бидејќи беше член од тие разни наши организациони тела на университетот, он се грижеше да ги приклучи кон една или друга менза, да им обезбеде нарочно ми обсеќавање кој еден ден ни соопшти дека една група македонски студенти кои така оболехме на студиите, ни обезбедено летување по месец дена у разни наши имаме студентски колонии, така наречени, на море, на планина, а после формираме и у Охрид. У Охрид им беше 2-3 години таа колонија, екзистираше и он беше еден од, така да кажам, ръководителите таму.
А бидејќи јас не бех компрометован пред полицијата, формално јас бех шеф на таа колонија. Но, разбира се, само се договараме со активот, така да кажам, тоа е страшно тука преди се. И неговото, таа, да кажам, грижа за своите колеги беше така пословична. Како голем поборник против фашизмот, прави напори да оди да се бори во Шпанија и да стапи во редовите на овие фашистичките оние бригади, кои што били интернационалните бригади, како што се викаат во тоа време, така да ја искористува Минхенската издружба, која што била од светски широчини, но наместо во Минхен, во Германија, тој заминува во Прага да фати врски. Но веќе, иако чекал еден месец во Прага, не фатил врски, бидејќи председател на Франција, Леон Блум, ги затворил границите за интернационалните бригади и затоа страшно бил приморен да се врати во мај месец во Белград. Полицијата веќе знае за неговата активност и бидејќи бил член на друштвото Вардар, а и бидејќи бил член на напредните организации, заедно со негови приврзаници, како што реков Асан Тодоров, Димче Левков, Љубен Светков, Боро Личеновски, Киро Глигоров и некои други личности, ќе бидат затворени на 11 мај 38 година и ќе бидат однесени во злогласната Главњача. Тоа бил истражен затвор во Белград. А после еден месец ќе бидат однесени во истражниот затвор на реката Сава, тоа е на островот Ада Циганлија. И покрај 5-месечната, така да се нарече, истрага која што била спроведена, без некои докази не можеле да ги држат и биле пушени во октомври месец 38 година. Тоа е времето кога веќе имаме предизборна кампања за парламентарните избори кои што требало да се одржат на 11 декември 38 година. Втора голема акција беше во 38 година во предизборната активност во која Страшо беше мощне вклучен во таа предизборна кампања. Ние имахме во почетокот на декември закажано предизборен собир или митинг, како да кажем, во една кафеана, на која требаше да говори Александар Христов Цанко. Меѓутоа, пред да почне тој митинг, упадна жандармериска патрола, која сакаше со сила да ги растера младите луѓе кои се собрале. Тоа беше митинг на опозицијата. И кога излеговме надвор, настана на тепачка со жандарите и ги потиснахме од тогаш главната улица. Меѓутоа на жандарите брзо им пристигна засилување и тој сукоп доби такви размери што жандармеријата употреби и оружје против нас и на такав начин со сила го разби тој покрет. Тоа беа тие така крупни акции, така и се калеа тие млади луѓе, така и растеше покретот. 38 година се распишаа парламентарни избори за народни пратеници, а тоа се вика народни посланици. У тоа време кандидат беше Игнат Б. Стефановиќ од Закавадарци, Србин еден, и Душан М. Перовиќ од радикалната странка. И после известно време дојде Перовиќ у селото, се собрава на Чичко ми Дуќан имаме таму у селото, се собраа таму и се здравуја во едно и почна он да говори што треба за селото, што ви е најважно, кажете, па после да ви помогнам, јас сам пратеник за посланик да бидам. И сенаните рекоа, на сенаните семо е потребно, ма најпотребно вода немаме у селото. Вика, ја ќе то све да уредим, само ако ме вие гласате мене. И така говореше што говореше и кажа тоа селаните и почна он да подава цигари, локуми, шеќери, бамбони на детства, други работи, знаеш, почна да дава, изговори што изговори, известно време се кенисаа, изврши, тие се отиде. И сенаните почнаа по свој разговор таму, како ќе биде, што ќе биде, и така. После известно време дојде Страшо Пинџерот,
Илија Чулев доктор, што беше опозицион тоги, и Цан Душемов. Цан Душемов беше нешколуван човек, али не знам по кој начин сос ни дојде. Беше заначија човек, али му е бил некој пријател нешто. И дојде Чулев тука и седна да говори, взе да кажува како треба ние како Македони да избереме един наш македонски пратеник, па вика зошто само Срби да бидат, па и ние треба да бидеме, нека има вика един македонски пратеник тука сега, а јас сум тоа пратеник. Јако вика Даринка Перовиќ е изговорил дека македонска мајка не може да роди син кој ќе биде пратеник. Но затоа мојата мајка вика ме родила и се осеќам вика да можам да бидам јас пратеник. И ако ме изаберете, ќе гледам да помогнам се, а не како до сега што третирате че сите такова. Во тоа време кога одбореше Чулев, дојде еден наредник. Наредникот беше Хрват кој се викаше Јосиф Бравац. И со него имаше еден каплар, капларот се викаше Винко, али презимето не може да се сетам веќе како беше. Дојде наредникот и му вика Јели Чуле на Чулето. Ти као Исус Христос вика, едно многу обучено, а едно босо и лажеш народ овде. Овај му одговори, господине наредниче, вика, ја не лажем народ, тоа е по закон, вика, горе од владата подпишено и имам право, вика, да се кандидирам како пратеник, како посланик. Тој посланик се викаше. И од тоа време страшно стоеше страна един висок, добар, многу личен човек, го памтам, ја 16 години беше тоги, го памтам убаво и беше на страната на една маса. Стана и му вика, господин наредниче, вика, немој да го плашите народот, вика, ние имаме право и го извади од ташната един документ, вика, овај документ, вика, го е подпишал Милан Стојадиновиќ, вика, председник влада у Краљевина Југославија, вика. И затоа имам право, ако сакате да слушате, вика, можете, изволите, столица ќе ви дајме сеите, ако не, можете да си ојдете. Ништо немате вие право да го буните народ. Тоа е од моја страна, вика. И наредникот само кажа, добро, види ќе му каже šta е тоа. И се испадна, си отиде. Во есенца 38 година ние имаме избори за народни пратеници во бивша Југославија. Другарот Страшо Пинџу формира една екипа која што се ќе настојава да биде изабран представник на опозицијата од Кавадарци, тоест Илија Чуле. И нема село каде што другарот Страшо не е бил. Он е изучавал луѓето и после тоа, кога почнува да ствара партија, он од оваа агитација е одбрал доста свет. Така да земе Александро Здраве Петко од Возерци, Колчо Никчев од Бегниште, Тодор Ташев од Бегниште, Блажо Ташев од Ресафа, од Чемерско, ондак од Бовола Славо Костол и разни други. И уствари на тој начин он ги тие луѓе испробал во борба против великосрбите. На парламентарните избори, кои што се одржуваат на 11 декември 1938 година, во Теквишијата победува Сдружената опозиција, а нивниот кандидат, доктор Илија Чулев, ќе биде пратеник во собранието во Белград. Во 1939 година Страшо Пинџу прави осмислени напори да ја обнови партиската организација во Тиквишкиот крај, која што беше во длабока илегалност уште за време на обзданата која што беше донесен во 1920 година. Наоѓајќи се во една таква деликатна ситуација, тој се поврзува со
корифеите, можам слободно да ги наречам тие личности на револуционерното напредно движење, тоа се Ристо Михов и Џош Бојаджев. Ристо Михов е првиот председател на Црвената комуна од 1920 година, додека како член бил Џош Бојаджев, а исто така кога бил во емиграција во Бугарија, бил во напредни организации тамо на македонците во Бугарија. Така со тие личности во неговата куќа во втората половина 39 година Страшо ја обновува партијската организација, формирајќи првата партијска келија, а во 1940 година тој го обновува и местниот комитет на Кавадарци, во кој што пак членува Страшо Пинџур како секретар, членови биле Ристо Михов, Џошо Бојаджев, Мито Хаџи Василев Јасмин, Ристо Џунов Бацко, Киро Крсев. Така да Страшо Пинџур бидејќи бил овој што е на студија, таа овој што е функција препушта баш на таа личност, тоа е Перо Угуров, кој што станал и секретар, значи, на местниот комитет на Кавадарци. На 18 ноември Страшо Пинџур дипломира на правни факултет. Тој се стекнал со диплом на правни факултет и веднаш доаѓа во своето родно место Ватша. Во Кавадарци и Неготино Страшо развива голема активност, но ќе биде провален негден пред новата 1940-41 година, 2 ден пред новата година, ќе биде уапсен во кафејаната на неговиот школски другар Васил Хаџиорданов, кој ги слуша вестите, ќе биде спроведен во Кавадарци, од Кавадарци во Велес. Тука е подвргнат на истрага. Во истрагата била примената една страшна тортура, така да наместо и понатом да се спроведе во истрага, тој е однесен од Скопје во Кумановската болница, од Куманово поново во истражниот затвор на Ада Циганија. Овдека и покрај тоа, што го истражувале за него во недостиг на докази, Страшо Пинџур ќе биде пуштен на 8 март 1941 година. Тоа е времето кога кралството Југославија се приближува кон силите на осовината и сака да склучи еден пакт за ненапаѓање, односно да биде во силите на осовината. Така да Страшо после известно време доаѓа во Македонија, тука е поставен како инструктор на Покраинскиот комитет на Македонија. Кога бил во Белград и кога се враќал назад, кажал една мисла која што и се остварува. Именно тоа рекол дека ние ќе бидеме најсреќното поколение на нашиот народ, ние ќе го креме народот на борба и ќе ја решиме најголемата судбина на историјата на македонскиот народ, кое што нешто и славно се остварува. Како после, мислам, нападот на фашистичките сили на Кралска Југославија во 6 април 1941 година и после незиното распарчување, поголемиот дел од Македонија потпаѓа под бугарска окупаторска власт, една територија од 23 до 87 квадратни километри. Во овој дел Страшо како инструктор на Покраинскиот комитет бил задолжен да оди во поделни делови на Македонија, да формира местни комитети, воени штабови, младенски организации и така натаму. Така како прва задача во 1941 година на Страшо била да отиде во Струмице, каде што од местното поверенство заедно со Јосиф Јосифовски свештарот од Евгелија го формираат местниот комитет на Струмице на 1 мај 1941 година, а на 10 мај го формира местниот комитет во Неготино. Во ова време Страшо како позната личност бил поставен за секретар на местниот комитет во Скопје. Овдека е иницијатор за формирање на првиот партизански одред на Македонија, тоа Скопскиот партизански одред на 22 август 1941 година, а во септември кога е сменет Методиј Шаторов Шарло и кога се формира Покраински штаб во Македонија, Страшо Пинџур е поставен како член на тој на овој што е Покраински воен штаб за Македонија. Во 1942 година Страшо Пинџур е уште поактивен, така да уште почеткот на Божичот е поставен за член на бирото на Покраинскиот комитет, а во март кога се формира и главниот штаб на Македонија, Страшо Пинџур е член на главниот штаб на Македонија. Како член на главниот штаб на Македонија и како член на привремениот Покраински комитет од септември 1942 година, заедно со Мирче се задолжени во поделни делови во Македонија да формираат или да реорганизираат партизански одреди. Така како една од најважните задачи во тоа време било реорганизацијата на Велешкиот партизански одред Димитар Лахов, кој што во 1942 година, 22 септември, се обновува со 3 чети од Велешко, една чета од Прилепско. На 22 септември 1942 година, не зборувам за 1942 година, во присуство на Страшо Пинџур и Мирче Ацев беа построени борците на Велешкиот одред и една чета од Прилепскиот одред во планината на селото Габроник.
Построените партизани беа поздравени од Мирче Ацев и Страшо Пинџур, кој понатаму одржа и пригоден говор, запознавајќи ги борците со целта на тој церемонијал. Имено на тој чин беше извршена реорганизација, односно формирање на нов партизански одред под име Димитар Влахов, составен од 3 велешки чети и една прилепска чета. Сакам да напомнам дека првата прилепска чета, поради поразот по планета Мукос, како што кажав, престана да постои. По формирањето новиот одред тргна во акции во разни насоки. На 7 октомври вечерта прилепската чета, една велешка чета, влегоја во селото Десово Прилепско. При тоа заробени беа двајца народни непријатели и активни слуги на бугарската власт. Заробен беше кметот на селото, од кого пропиштел народот во околните села и организаторот на така наречените бојни групи или контрачети. Заробени беа уште 2 други службени лица. Насред село беше одржан народен собир, на кој беа присутни поголемиот број од жителите на Десово. Пред на собраните селани прв говорник беше Страшо Пинџур. Тој со својата содржајна реч остави многу добар печаток кај народот, искажувајќи ги сите оние проблеми кои им нанесуваат болка во секојдневниот живот на луѓето. Тој ги повика селаните да не го предават житото, млекото, волната и се друго што им се земаше присилно со реквизицијата од страна на државата. Младите пак ги повика да не се јавуваат на воената регрутација и доброволно да стапуваат во редовите на македонските партизани. Во Велешко се организира една офанзива од страна на пешици Велишки пешадиски полк, предводен од Љубен Апостолов, кој што бил командант на тој пешадиски полк, и таа офанзива е познат како Бабунска офанзива. Борците се нашли во многу тешка ситуација, но покрај тоа тие издржале во сите тие напори и по разбивањето на тој одред, некои од борци засумнуваат во Велес, а некои во други места. Страшо и Мирче доаѓаат во Велес да ја средат Велешката партијска организација од случајна провала тамо, од самата провала која што настанала во Велешко. Така, еднаш кога го поминувале преку мостот, ги препознал Благој Ѓорчев, кој што ги знаел уште од времето на студиите во Белград и знаел дека се напредни револуционери, така да му наредил на општинскиот прислужник Ѓорѓи Црвени да ги прати каде ќе одат. Тие доаѓаат во куќата на Јован Митре во југозападниот дел на Велес и овдека Ѓорѓи Црвени ја известува бугарската велешка полиција, а исто така и Скопската областна полиција, дури имало и 2 водена војска од Велес. Тие го обиколуваат местото Долно Дуќани и овдека се фатени Страшо и Мирче. У овај реон се наоѓаше куќата на Мара Видева, тетка на Страшо Пинџур. У оваа куќа престојуваат членовите на Покраинскиот комитет на Македонија, Лазар Кулишевски, Мара Нацева и Страшо Пинџур. Тие престојувајќи овдека замина на 17 децембар за Велес. Тие утре дента на 18 децембар се откриени од бугарската окупаторска полиција, се и хватени. Бугарската полиција ликува. Знаеде ги фатили што е раководителите на напредното движење во Македонија. Тие се надевале дека ќе откријат многу тајни од народното движење во Македонија и затоа ги подложили на една сурова тортура. Но и покрај тоа, што бил подложен Страшо Пинџур на една таква сурова тортура, бидејќи бил тепан 2 ноќи, 2 дена во Скопската областна полициска управа, тој не кажал ништо и умера со пење на устата во келијата. Мирче Ацев не сакал да каже ништо за неговата активност, а Страшо рекол зверови, јас сум Страшо Пинџур, доста е тоа за вас, тоа се неговите познати зборови. Мирче не кажал ништо и затоа ќе биде фрлен од прозорец во внатрешниот дел на зградата. Така загинуваат овие наши горостаси на македонското национално ослободително движење за времето на Втората светска војна. По повод погибијата на Страшо Пинџур, Покраинскиот комитет тогаш издаде и еден леток. Јас ќе бидам слободен
само еден дел од тој леток да цитирам. Вака вели, меѓу другото, во тој леток. И од тоа може да се види колку е снажна личност и на Страшо и на Мирче. Оди по патот на Страша и Мирчета. Ако попаднеш во раците на полицијата, сумуми си ги Мирчета и Страшо и како ним, ако ти кират месо, ти кршат коски и најгрозно те мачат, ништо да не признаеш. Така ќе докажеш оти си вистински син на својот народ, син на гостите и дамета и следбеник на Мирчета и Страшо. Видите, уште тогаш Покраинскиот комитет Страшо и Мирче ги сврстал во со ликовите на Гоце и Даме. На крајот можам да кажам со своето дело, со својата револуционерност, Страшо Пинџур е еден од плејадата на најславните борци од историјата, од поновата историја на македонскиот народ. И он е гордост не само за Тиквишијата, туку и за македонскиот народ. Затоа што не е само син на Тиквишијата. Овој е син и на Крагуевац, овој е син и на Белград. Во 1943 година, кога се крена масовно населението во Тиквишијата, кога се формира Тиквешкиот партизански одек Добри Даскалов, името на Страшо Пинџур не беше заборавено. Луѓето стапува во одредот со името негово напред и му се одолжуваат за се што направил за луѓето од Тиквишијата. Имено првата регуларна војна единица, која што беше формирана во Тиквешко, че го носи неговото име, едносно тоа е баталјон на Страшо Пинџур, формиран на 24 септември на Кајмакчалан на планината Ниџе во Егејскиот дел на Македонија. Страшно стана легенда во Тиквишијата, легенда која што лесно не се заборава и легенда која што ни идните генерации не може да ја заборават. Еден голем поет вели тие што вечно живеат има и зошто да се родиле. Тоа можеме слободно да го кажеме за Страшо Пинџур, бидејќи тој вечно живе во историјата на македонскиот народ. Се бореше како титул, падна како херој. А и нема поголемо задоволство тоа да го даде својот млад живот за својата татковина, иако е мала како што е Страшовата Македонија, бидејќи тоа и тој го заслужува. Како голема и непрегорна личност на македонскиот народ, тој меѓу првите го прогласи за народен херој на Република Македонија на 29 јули 1945 година. По 45 година и 46 година баба Наца праќа молба до Бацко, сакам да присуствувам на суđењето кој ќе ги судете агентите. А судија беше, сега дали беше судија или јавен обвинител, ја мислам оти јавен обвинител, беше Цанко Христов. Добија одобрение, она, и иде дома кај нас, вика, а немаше воз. Се качи име од тука со теретна кола. Она си ги зе некои ствари, не ни тамо. И отидокме, а заведокме ке и тетка ми моја, тамо да престојува и да биде жител на Скопје. У тие моменти на Страшо е прогласен за народен херој. Не е дадена како баба да го носе орденот и сите тие други бенефиции. Се сеќавам кога водев ја и Димо Ридов, мојот братучет, суđењето се извршуваше у Народниот театар Стариот покрај Вардар. 3 дена суđење, седекме се. Ги испитуваат, кажуваат. Двојцата знам на бугарски зборува, еден зборуваше на македонски. Тој на македонски после разбра да е од Штип. Луѓето
како секој се бране. И рекоа, ние имахме наредба да одиме у Велес, на тоа и тоа место, да извршиме нашата задача. Штепјаницот вика, тачно се слагам, двојцата бугари биле главни руководители, он е бил треći. Одиме тамо са бајле, уште раните утрински часови, го фаќаме страшно и се расправа веќе суđењето. Судијата, јавниот уверител Цанко, прашање под прашање. Кај го дадете, што го дадете, кога? Ние го дадохме од железната врата на агенти кои што ние ништо не знаехме. Само ја разбрахме од Страшо е починат. Од мачење е починат. А за Мирче Ацев е фрлен. И Мирче Ацев телото си го зимат и закопане у Прилеп. Тоа се тие кратки работи што ни каже. Кога продолжи суđењето, се расправата. Суđење е суđење. Дали е крив овај началник, дали он е началник, така натака. Дали е Китинчев се спомнуваше, дали е Раев се спомнуваше и така натака. И на крајот. Беседа. Најшо е беседа дава јавниот обвинител и бабаната станува. Го молам јавниот обвинител и ги молам обвинет да ми го кажат барем дека е закопан. Да си го имам, да си го погребам. Тој буганот рече, со драга волја да знам, би го кажа.